Ова е пети дел од библиска исхрана. Значи, 4 дела поминавме во тоа што треба да јадеме, што не треба да јадеме. И сега ќе видиме како треба да јадеме. Имаме стихови во Излез, 16 глава, од 16 до 18. Ова е во врска со маната, познат настан, но ќе видите што е подцртано и што сакам да потенцирам овде. Да читаме. Ова е заповета што Господ ја издаде. Соберете колку што му е потребно секому за јадење. Потоа вели по еден гомор на личност. Секој според бројот на членовите што му се во шаторот. Израелците направија така. Некои собраа повеќе, некои помалку. Кога измерија со гомор, се покажа дека немаше излишок оној кој собрал многу, а ниту недостиг оној кој собрал малку. Секој собрал колку што му требаше за јадење. Сега гледаме дека Господ е тука флексибилен, значи толерантен, да кажеме, затоа што сите имаме различна градба, различен метаболизам и така натаму, па вели на кого колку му треба, некој помалку, некој повеќе, меѓутоа мерка, има сепак една мерка овде спомната, гомор. Од прилика, тоа му е, не знам, јас сметав колку се тие точни пресметки, меѓутоа околу 2 килограми и нешто храна, што не е малку, пазите сега, 2 килограми, или 3 тегли, вака да земете оние нормални тегли и да ги наполните со храна. Не. Па добро. Не, за еден. Добре да за цел ден, за цел ден. Значи, а не викам, меѓутоа тоа пак не е малку храна, значи 3 тегли полни. Ако сте како мене на 2 обрука, тогаш по 1,5 тегла. Тоа не е малку. Да, или 3 обрука, да. Како и да е, значи, што сака да каже овде? Господ, значи, дава мерка, значи, умерено да се јаде колку што треба да се јаде. Не да се претерува во тоа. Иако е, како што кажав, значи, флексибилен. Некому може му треба повеќе, некому нешто помалку. И видите сега, една од причините која е била зошто мрамореле во пустината која ги повел Господ. Што вели овие стихови? Излез 16, 2 и 3. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсија и Арона. Ох, да изумревме од Господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнците со месо, значи, го посакуваат месото, посакуваат тоа што го јаделе во Египет, но и друго. Вели, јадевме леп до наситка. Значи, колку требаш, мислам, колку можевме, јадевме. Значи, имале проблеми со тоа. Сега се во пустината и Господ им вели по еден гомор, а не да се претапаниш, значи, да се преполниш. Не изведовте во оваа пустина за да го поморите со глад цело ова мноштво. Знаете, подоцна дека пак реагира, дури ова е пред маната да им ја пушти, но и маната кој им ја дава, па им се сгадило. Иако тоа било совршена храна, значи ангелска храна, која што ги задоволувала сите нивни потреби. И тоа токму, по таа мерка. Значи, Господ никогаш не намислил да се храниме вака. Може би малку и трик со камера, меѓутоа сепак. Или да јадеме со овокави лажици. Јаде ли некој со овокави лажици? Сестра Сенета го гледа, ќе ја препознае лажицата. Си добро, не се јаде со овокави лажици, сигурно. Ова служи за нешто друго. Стои одамна позатоа, треба да ја однесете и затоа ми текна сега, викаме, баш ки искористам илустрација. Чисто за илустрација, значи не се јаде со овакави лажици. Како велеше она, не го пробујете ова дома. Така беше некако. Да се подсетиме на исто еден од цитатите што ги читавме од предходно, околу силата на апетитот.
Значи, живееме во време, кога навистина луѓето јадат вака. Меѓутоа, тоа го кажува Светото Писмо, кога вели ќе биде како во Ноево време, ќе јадат, ќе пијат. Но што мисли? Па најнормално е да јадам и пијам, ама ќе ждерат од јадење, ќе пијат, ќе локаат, што викаме. Во тој смисол. Цитатот вели да се подсетиме, силата која што го контролира апетитот, ќе ја потврди пропаста на илјадници, кои доколку беа победници во тоа искушение, би можеле да стекнат морална сила со чија помош би извојувале победа над секое друго сатанско искушение. Многу, значи, битен момент, апетитот е страшна работа на вистина за секој од нас, меѓутоа ова нешто ни кажува дека ако успееме да го совладаме секако со Божја помош апетитот, тоа ќе имаме таква морална сила да можеме да се спротиставиме на сите други сатански искушенија. И затоа и првото искушение во пустината, кој што Исус го надминал, значи, било на тоа поле, на апетитот, како втори или последен Адам, извојувал победа таму кај што првиот Адам паднал. Меѓутоа, оние кои му робуваат на апетитот, немат да успеат во усовршувањето на христијанскиот карактер. И повторно подвлекуваме како исхраната е поврзана и со нашиот карактер и умствените способности. Постојано човечкото престапување во текот на 6000 години има донесено болест, страдање и смрт како плод, значи на попуштање на апетитот. Колку повеќе се, исто ова е подцртено и многу важно, живееме во тоа време, кога навистина, како што кажав и минатиот пат, ретко кога, мислам, никогаш во историјата на земјата не се случило да луѓе повеќе умираат од гојазност, отколку од глад. Колку повеќе се приближуваме кон крајот на времето, сатанските искушенија да му попуштиме на апетитот ќе бидат се посилни и ќе ни биде се потешко да ги победиме. Тој знае, ѓаволот знае каде да мава. Знае каде да удри. Тоа е слабост малтене на секого. Рековме во еден исто цитат дека чекор по чекор Господ сака да не врати на првобитната исхрана. Но и ако ја земеме светињата, како вели таму Елен Вајд, ни треба со вера каде да се наоѓаме сега? Таму кај што е Исус. Во светињата на светињите. Што имаше таму? Ковчегот на заветот. А што има во ковчегот на заветот? Меѓу другото, значи покрај 10, значи ова се Божите стандарди по кои треба да живееме. Божиот морален закон, двете плочи со 10 заповеди. Ароновиот стап, нели, кој што процветел, тоа е таа Божја креирачка сила, таа, и маната, садот со мана. Колку? Еден гомор. Ајде да читаме. Исто Излез 16 глава. Тогаш Мојсей рече, ова е заповед што ја даде Господ, наполнете со тоа еден гомор и чувајте го за своите потомци, за да ја видат храната со која ве хранев во пустината, кога ве избавив од египетската земја. И Мојсей му нареди народа, земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го пред Господа да се пази за вашите потомци. Чи да знаат идните генерации. Тоа се стандарди по кои треба да живееме. Како што Господ му нареди на Мојсија, Арон ја сложи пред сведоштвото на чување. Сега еден исто друг момент, битен. Какво треба да ни биде расположението кога седнуваме да јадеме? Сега не мора да зборуваме исто, и тоа е битен дел. Знаете, денеска повеќето луѓе јадат на улица, не знам кај ќе стигнат. Многу е битно дома да се седне и да се јаде, ќе видите подоцна зошто. Меѓу другото, но што ни велат стиховите, и овие стихови се бават и со нешто друго, окей, значи оние кои што ајде да ги читаме најдобро. 1 Тимотејо 4:1-4. А Духот јасно вели дека во подоснежните времења некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења, преку лицемерството на лажливците, кои се жигосани во својата совест, кои забрануваат стапување во брак и бараат воздржување од јадењата, што Бог ги создаде за да ги земаат како? Со благодарност верните, кои ја познаа вистината. И уште еднаш во 4 стих,
Зашто секое Божие создание е добро, значи од оно што Господ го дал да се јаде, и ништо не треба да биде отфрлено ако се прима со благодарност. Знаете ли кој грчки збор искористен овде? Благодарност на местото на благодарност. Евхаристија, или не знам како е на грчки. Што значи Евхаристија? Тоа што го имавме денес. Причест. Или, може би поубаво го кажуваат и американците, односно англичаните, communion, во чие што основа, значи, кој збор е? Union, единство, заедничарење, заедништво. Па затоа и, меѓу другото, затоа светата причест е на тој начин осмислена, со јадење, со пиење. Значи, затоа што во Библијата често пати наоѓаме и во тогашниот свет да седнеш да јадеш со некого, тоа значи дека си во заедница со него, го познаваш, ти е пријател, близок, имате некоја блиска заедница. Еве еден случај, зашто го обвинувале Исуса, и се случи откако седна, значи Матеј 9 глава 10-11, и се случи откако седна тој на трапезата во куќата, ете многу цариници и грешници дојдоа и седнаа со Исуса и со неговите ученици. И штом фарисеите го видува тоа, им рекува на неговите ученици: зошто вашиот учител јаде со цариниците и грешниците? Што им сметало? Па е близок со нив, значи штом јаде, тоа подразбирало близина. Зошто Откровение 3.20 вака гласи? Ова е познат стих за нас лаудикејците. Ете, стојам пред вратата и чукам, ако некој го чуе гласот мој и отвори вратата, ќе влезам кај него, па и не знам, верувам дека не е случајно вечерам, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Заедништво. Она што Господ Исус отсекуваш го посакувал, и она Јован 17 глава, цела глава е за тоа, за единство, заедништво. Евхаристија, благодарност. Знаете, не сум доктор, меѓутоа може да прочитате било каде, ако сте нешто налютени, гневни, нерасположени, немојте да седнувате да јадете. Затоа што тогаш крвта се изнесува од стомакот, оди во мускулите, знаете, спремни сте да се тепате, да не знам, да врескате, да викате и така натаму. Може би ќе се скарате дома со некого и тогаш отидете, најдобро прошетајте некаде. Од неодамна читав, како не го најдов, не можев да го најдам, ама ќе беше вака малку посликовито. Значи, имаше некоја статија за човек кој што го налютила нешто жената, се испокарале дома и излегол да пешачи и пропешачил 400 и не знам колку километри. Или е лут, или не знам колку, толку многу се испокарале, не знам што е работата, меѓутоа 400 километри, значи не, тргнал и не му текнало да застане. Скопје Белград, така? Толку е. Што жена ке беше? Значи, има и други состојби, меѓутоа, едноставно, смирено, со благодарност, тогаш се седнува на маса и се јаде, и тој процес на варење како што треба и така натаму. Меѓутоа, не е само светата причест, да речеме. Видете што кажа овој извореден цитат од Копнеш на екоите. Следете го. Лебот што го јадеме е откупен со неговото скршено тело. За секојдневниот леб што го јадеме. Водата што ја пиеме е купена со проляната крв. Затоа реков денеска, кога треба да му благодариме на Господа, и те како има за што да му благодариме. За водата, за лебот, за сето тоа треба да не потсеќа на крстот, на неговата жртва. Никогаш никој свет или грешен, без разлика, кој да е на овој свет, не се храни со својата секојдневна храна, туку се храни со Христовото тело и крв. Во секој леб е втиснат Голготскиот крст.
тој се гледа во секој воден извор. Христос го истакнал сето ова, поставувајќи го символот на својата голема жртва. И сега видите, светлината што блескоти од службата на светата вечера во горната соба, ја посветува храната на нашиот секојдневен живот. И што е ова многу јако. Семејната трпеза станува Господова трпеза, а секој оброк, што? Обред. Многу силни зборови. Кога седнуваме да јадеме дома, како семејство, знаете, една од причините зашто денеска семејствата се такви какви што се, па немаат време, кога се случува сите заедно да седнат на маса да јадат. А тоа, видите, има значење. Многу подлабоко значење од она што може би ни доаѓа на памет. Видите, што Господ ја открива на Елен Вајт, значи семејната трпеза станува Господова трпеза, затоа што Господ ја посветува храната на нашиот секојдневен живот и секој оброк всушност се претвара во обред, не само она што денеска го поминавме како обред. Одеме уште подлабоко. Една од причините зашто, иако ова е во контекст на саботата, меѓутоа ќе прочитаме еден друг додатен стих, една од причините зашто Господ им ја дал маната, односно им дал соодветна диета, која што треба да биде стандард некој и за нас денес. Што вели овој стих? Излез 16:4. Тогаш Господ му рече на Мојсија: ќе направам да ви паѓа како дожд леп од небото. Народот нека отиде и собира секој ден колку што му треба за ден. Колку беше по еден гомор. Така ќе ги искушам, ќе ги ставам на тест и ќе видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. И пак ќе кажам, ова е ставено во контекст на саботата, знаеме, меѓутоа да го прочитаме сега овој стих, Второзаконие 8:2. Што вели? Спомнувај си за целиот пат по кој Господ, твојот Бог, те водеше низ пустината во овие 40 години за да те смири. Што е општо отфатено, не е само маната и така натаму. За да те испита и за да дознаеш што ти е во срцето. Дали сакаш да ги држиш неговите заповеди или не сакаш? Замисли си, Господ некојаш и храната ја користи за да дознае што ни е во срцето. На кој начин? Па едноставно е, пазите. Господ вели, ова е здраво, ова не е здраво. И сега ти се опираш на тоа, знаете, тоа е таа наша грешна природа, сладко ти е тоа. Што покажува со тоа? Непослушност, бунтовност на некој начин. Дали вели, сакаш да ги држиш заповедите негови или не сакаш? Видите, кога велиме оној Мојсеев закон и нели велиме дека бил приковен на крстот, меѓутоа тие здравствени закони не ги ставаме и не треба да ги ставаме во таа категорија, приковани на крстот па сега не важат. Како да ние сме сега некои други човечки суштества во однос на оние претходно. Не. Тоа е човекот, тоа е таа машина што Господ ја создал и Господ најдобро знае како функционира и Господ ни посочува како да јадеме, како да живееме, со што да се храниме и така натаму. Уште еднаш овој цитат го читавме, но е многу битен. Состојбата на умот е блиску поврзана со телесното здравје, а особено со здравјето на органите за варење. Општо земено, Бог не го обезбедил својот народ со месна храна во пустината. Зошто? Затоа што знаел дека ваквата исхрана ќе доведе до болести и непокорност. Затоа им понудил, им давал мана. Па знаете, има една ситуација кога испоумреле затоа што сакале месо, им дал Господ месо, меѓутоа страшни последици. И потоа вели, за да го модифицира карактерот и за активно да ги вклучи нивните умствени способности, тој го отстранил месото од мртвите животни од нив и им дал ангелска храна, мана од небото. Господ знае што да ни даде и што е најкорисно. И интересно е што кога зборуваме за исхраната, која што треба да
доминира и да ја има среде Божиот народ, тоа е исто така благослов за Божиот народ. Во кој смисол? Да не сватите погрешно, ние треба да се мешаме со луѓето, за да им сведочиме, нели? Меѓутоа, исто што вели таму, значи, дека не може да оди чисто и нечисто заедно. Треба да се одделиме. Божиот народ треба да биде одделен од останатиот свет. Епа не можете да бидете пријател и близок со некој кој што има сосема поинаква диета од вашата, односно стил на исхрана. Јас ки се сетам на моите другари, со кој што, ете, за жал немаме некој многу контакт, но сето тоа настана уште тогаш, далеку далечната тамо 97-ма, пуште и пред 97-ма, може би беше, кога јас решив да се посветам на Господа, го послушав неговиот повик, а тие не, и се сменија многу работи. Немаше веќе седнување, пиење алкохол и такви работи, значи не, едноставно немате заедништво. Веќе се раскинува тоа заедништво. Малку е тешко да седнете и сега да кажете, не јадам ова, не јадам. Јас се сеќавам еднаш, мислам дека беше одамна кога со некој од Велес бевме во тука негде во Волково, мислам, имаше оние гедеонските нови завети тоа време, многу, значи испечатено плави онака, малецки изгодни, и отидовме, слушнавме дека ги даваат бесплатно и отидовме со джип и го натоваривме и го претоваривме. Меѓутоа, кај луѓето кои што влеговме, тие беа некои баптисти, не знам какви беа, влеговме, не повикаа и дома да влеземе и прво што ни понудија беше кафе, како и вообичаено. И сега не пиеме кафе, знаете како е. Добро раде сок, и второто што ни понудија беше Кока-кола. И сега пак треба да ги одбиеш. Кофеин во поинакво пакување, да кажеме. И тоа е така, значи, кога ќе седнете од неодамна, и газдата наш тамо ми спомна, веројатно нема баш можеби толку избор со кого веќе да седне, а има навика секој ден кој ќе излезе да седне во кафич или во кафана. И не знам што работевме заедно, и он, односно ја работев нешто, а он се облекол и тоа му е ритуал, да кажам, 10-11 часот излегува обавезно. Тоа е тоа што му недостасува во Америка, кој што ми кажуваше, а тука ќе се излези во некој кафич, во некој кафанчик и си седне, дали кафе, дали било што. Да беше таков, вика, да излезевме сега заедно, да седнеме некаде. И ја му велам, Ристове, па ја немам проблем да седнам. Зашто? Ке седнеме, па има сок, ке се напиеме и чисто, нели, за да се најдеме на муабет повеќе и се. Иако не прифаќа многу, меѓутоа, ете, сепак тоа е некој вид доближување и така натаму. Но тешко е, значи, на некој начин и храната не може да не одвои. Еве што вели, ви реков, вие ќе наследите земјата нивна и вам ќе ви ја дадам во владение земјата, каде што тече мед и млеко. Јас сум Господ Бог ваш, кој ве оддели од сите народи. Правете разлика меѓу чист и нечист добиток. Ние ја правиме таа разлика, ама луѓето не ја прават. И меѓу чиста и нечиста птица. Ми се виде пица за малку ги прочитав. Не осквернувајте ги душите своји со добиток и со птица и со она што лази по земјата, она што ви го одвоив како нечисто. Бидете свети пред мене, затоа што јас сум свет Господ, Бог ваш. Јас ве одделив од сите народи за да бидете мои. Треба да бидеме посебен народ во секој смисол, и еве исхраната, начинот на исхрана исто така може да не оддели од другите, кажав во кој смисол, да не се сваќаме погрешно. Слава му на Господа за сите овие совети што ни ги дава. Значи, овој пат повеќе се задржавме на цитати и стихови околу тоа како треба да јадеме. Значи, не треба да претеруваме во своето јадење, како што кажав, може би некој не забележа, меѓутоа со вакви лажици не треба да јадеме. Да премногу големи се. Ќе си најдеме. Може би треба да бидеме на диета, ќе јадеш чорба со вилушка.
Или со дупната лажица, еве. Добро, тука ќе привршиме полека. Слава нека му е на Господа. Уште еднаш ќе кажам за сите овие совети и да се трудиме, да го молиме Господа да ни даде сила да не покажуваме бунтовништво. Сепак, факт е дека, јас пак ќе кажам, не знам за кого како, ама не знам колку проценти ние од сето оно што Господ ни го дал како совети за искрена ние држиме. И така да покажуваме се уште бунтовништво, а Господ на тој начин не испитува за да види што ни е во срцето, како што читавме. Нека Господ ни помогне во сето тоа. Амин.